Веќе развивме дискусија во студиото. Не случајно женското претприемништво беше пред овој разговор. Имам јас прашање, тука убаво ќе објасниме Може што, прво темата, зошто и како. Може, ајде темата, ќе почнам јас со прашањето. Инаку како вовед на воведот, неколку пати или неколку пати, да бидеме коректни кон македонскиот јазик, нели, употребата на стандардите на македонски јазик, неколку пати досега во нашата емисија прво ние дознавме, а потоа и пласиравме податок дека се повеќе дами, припаднички на понежниот пол, се решаваат да положат или да полагаат, се уште, за моторцикл, за дозвола за моторцикл, така што сега следува воведот. Не е се во брзината, ги очекуваме, ги очекуваме највештите, велат представниците на мотоклубот Вепар, кои што 8 години поред, традиционално веќе, долга е оваа традиција, особено за наши услови, организираат настан или манифестација од едукативен карактер, бесплатна за сите учесници, која има за цел да ја подигне свеста на сите учесници во сообраќајот, особено оние што возат мотоцикли, за опасностите кои што демнат од сите страни и за безбедноста во сообраќајот. За таа цел, ова утро, гости во Македонија на утро се, сакаш да ги представиш гостите? Ајде, представи ги сега, ќе почнем со прашањето. Мотоклуб Вепар. Зоран, од подалечната точка, Ангел и Богдан, добро утро, добро дојдовте. Добро утро. Добро ве поканата, поздрав до јавноста. Значи вака, може вака да започнеме. Особено ми е драго што вие организирате настан, оти се очекува од вас да ги поставите правилата кога се мотоциклите во прашање и да објасните како треба правилно и да се вози, да се однесува во сообраќајот и така натаму, да се срушат предрасудите. Сега, која е главната цел од ваша страна, зошто го организирате овој настан, а јас ќе останам да гледам во тоа дека не е се во брзината. Прво председателот еве Зоран Обненовски нека ни одговори како оној со највисока позиција во клубот. Битно ли е кој каква позиција? Гледам дека јас ќе ги имам прашањето денеска. Ајде. Не, битно е, кај нас ние сме сите браќа. Некој мора да води приказката, тоа е уствари зашто ги имаме тие чинови. Што се случува со оваа приказна, како што сакате вие да кажете? Што представува? Главната трка, значи, традиционално е еден вид порака од едукативен карактер за моторџиите, за сите учесници во сообраќајот, посебно за моторџиите, пошто сме и ние моторџии. Да покажеме свест дека сепак во возењето има и друг начин на не е само затоа побавно возење. Побавно и кај што има исто адреналин. Да ги разрешите предрасудите кои што и дилемите. Се обидува. Се обидувате. Каква е перцепцијата? Има ли поддршка? Има. Ангел Панчевски, поранешниот колега од македонската телевизија. Поддршка. Треба да почнеме сите први од самите себе. Ако сакаме нешто да направиме, токму затоа ние тргаме од моторџиите. Да. Затоа што поголем дел од несреќите се случуваат, значи, да 90% бидеме од реални брзината. и од брзина. Сакаме да ги едуцираме мотоциклистите, не моторџиите се попримерни малку. Мотоциклисти се оние како мене, почетниците во мотосветот. Моторџиите се малку подруго. Добро, и оние кои што сега се повеќе ги има, тие се, оние ајде се тие, како ги нарекуваме, малите веспи, ајде може така, кои што возат 49 кубни сантиметри. Добро. Не, тоа се скутери кои што се учесници во сообраќај. Кои што се се почести и тука многу повеќе жени има што ги возат. Ќе ве прашам подоцна за кој е поодговорен. Повеќе жени, се повеќе жени, се повеќе. Семантика, многу повеќе значи дека се многу повеќе од мажите. Се повеќе од она што биле претходно. Па и претходно. тоа ќе прашам дали се или не се. Кој сакав да го завршиме разговорот дека да имате поддршка. Каква поддршка имате во тоа да нови членови да дојдат во клубот или оние кои што сакаат да дојдат и да научат нешто во поглед на возењето? Имаат повеќе прашања тука кога справувањето со моторите и така натаму. Ние учиме додека возиме, цел живот се учи на мотор, не можеш да речеш научив мотор. Секогаш моторот има нон-стоп нови искуства, све.
порака е да добро би било да се луѓето да се учленуваат во клубови, затоа што во клубовите има доста искусни луѓе кои што искусиле доста си работи. разменуваме искуствата, све и начин на функционирање. Што значи да се биде одговорен учесник во сообраќајот како моторџи? Па одговорен учесник во сообраќајот е, да се врати малце наназад, почетокот на секој еден моторџија искусен да дојде до клуб е почетокот, како што кажавте вие, со мали скутерчиња, се учат по улиците, а кога ќе дојдат во еден клуб, одговорноста е голема, бидејќи ние се општествено одговорни сме и одговараме за сите членови во клубот што се. Пред се секој член одговара према собствената фамилија, значи така. Не смеш да фалиш никому, прво и основно. Тргаме од најлошата варијанта. Второ си пример. Не смеш Затоа велам, да вие си... треба да ги поставите правилата на однесување во сообраќај. Ние со своето однесување ги даваме, а кој како ќе ги прифати, тоа е лично до секој. А што значи кога ќе залепиш на лепницата од вашиот клуб на мобилна? Си припадник, брат на... Готово, веќе сум подпишал. Значи, Може многу да ти помогне. Може да ти помогне. Добро, она што... Кога ќе влезеш со сообраќајот ќе видиш. А што значи тоа? Како може да му помогне? Па затоа што ние, например, имаме сега, да спомнам, направивме мотова асоциација на мотоклубови, кај што членуваме 14 клуба. Клубовите се околу 20 минимум клубови, тоа Сакате да кажете дека грбот на клубот значи дека си припадник на една организаци која што внимава И дека имаш поддршка и помош за со други очи те гледа. Да, дека внимава на членството, дека го едуцира и така натаму и така натаму. Исто Ангел, така и контра, само да мораш да знаеш како се однесуваш. Достојно да представиш и клубот свој и асоциацијата. Имам подпрашање, извини, те молам се извинувам колега. Ако не се однесуваш примерно, тоа значи дека ќе ти сфрлат од клубот? Да. Па, зависи што е тоа, ќе дефинираме прва непример. лична, втора, трета. Така, жолтка. Има опамени. 2 минути исклучување. Не може индивидуата да клубот да трпи ради индивидуата или обратно. Не е лесно влагање во клубот. И не е моторџиски. Е така. Аха, добро. Тоа што ме вознемирува и што ве прашав, тоа е скутерите што се бутаат меѓу колите и кои што се обидуваат така да застанат први, нели со скутер сум па брзо да завршам работа, што значи тоа? Дека се непримерни учесници во сообраќај? Не, најчесто се тоа млади лица кои не го сваќаат моторџиството на право, не го гледа во право светло. Дека носењето на грб и возењето учесника во сообраќај, ти си одговорна личност, како што кажа колегата, према сите, према фамилијата, а тоа агресивно понашање е срам за фамилијата, срам за клубот. А, така. Да, добро, и постојат во високо развиените земји, високо развиени во свеста, не во економијата, во високо развиените земји или општества, да кажеме, во високо развиените општества постојат и пишани и непишани правила. И постојат различни однесувања. Возачите на автомобилите внимаваат на мотоциклистите, прават простор за да се изфилтрира сообраќајот, за да не се создаваат редови гужви и така натаму и така натаму. Меѓутоа тоа е многу софистицирано се уште за нас. Дали можеме да дојдеме до тој степен? Па мислам дека можеме, затоа што има едно е филтрирање, тоа значи кога сообраќајот е стационарен, нема движење на возила. Тогаш дури и пожелно е во некои свесни општества да се расчисти сообраќајот, да се поминат улицата. моторите, затоа што моторот многу полесно забрзува од 0 до 50, за разлика од кола, да кажем. Ако застанам јас пред кола, јас сум веќе на крајот на раскрсницата, до 50, он уште трга. Ке ги растеретиме и тие позади нас. Меѓутоа, друго се коси сега со делење лента. Чим возилата тргнат, ти не смеш да се протнуваш и да изведуваш некои работи што. Да, додека се паркирани возилата, така одиме и ние некогаш. Кога е голема гужва, топло, извини. Во некои земји дури е задолжително тоа да го правиш. Да, во некои земји велосипедите и моторните возила ги делат сообраќајниците, па нема сообраќајни несреќи и така натаму. Колку што мислам, моторно возило, моторцикл може да се движи по велосипедска лента, тоа е оној не повеќе од 25 км на сат. Да. Добро, што значи моторџиски поздрав? Што значи тоа?
Слобода. Слобода. Пак непишано правило, значи кое што е измеѓу моторџиите, давање респект. Значи, сасвим друга приказка е од со коли. Например, возиш ти, кај не сме шетале ни светов, сегде е тој поздрав присутен. Тоа и што значи највише ми се свиѓа. се почитувате меѓусебно? Така е. Блиндирање, поздравување. Дали Тоа е тоа тоа. доаѓа од свеста и свесноста на мотоциклистите дека практично тие се Моторџиите. моторџиите, добро, се други. мотоциклисти како општимен и општа именка, моторџиите како поконкретна. Дали доаѓа тоа од свеста и свесноста дека сте изложени на ризици, на големи опасности и едноставно почитувањето мора да постои меѓу вас? Апсолутно. Баш тоа сакам да кажам, дека сите кога патуваме, не е седно. Не знаеш, возиш 2-3 километри. 4 тркала знаат и да простат, ама 2. И има разни случаи, имало многу случаи. И сега, нормално, сите тие луѓе кои ќе се видат, се срекни кои ќе застанат, кои ќе... Има уште еден како мен. Гушкање, секогаш Не дај друг Боже, ако имаш проблем, моторџија ти застанува, без разлика каков елек Да. носи, без разлика од кој клуб е. Мислам, прашуваат секогаш дали има моторциклист, ако проблем. има проблем, обавезно застануваш. И тоа е едно од Па е непишано. нека Настанок. моторџиска Датум, култура. програма, што ќе се случува? Кој е? Това е 7. 27 недела настанот е. Почнува пријавувањето од 10:30 до 11:30. Онлайн може исто Онлайн до може- сабота до 15. Да, уклучување е од 12 почнува трката, ќе трае негде околу 2 до 3 часа. Зависи Која е од поентата бројот на трката? Па поентата од трката е порака да не се брза, да пак Не е дека- се во брзината, тоа е насловот на настанот. Богдан, Да. сите не чека некој дома. Богдан, велат за велите, односно за победниците следат и награди, а победник е оној кој побавно ќе стигне до целта. Така. Дали е можно да стигне Да. некој најбавно до целта и да го планира Тоа е и да Да го не порака. го бутка моторот. Тука Баш е напротив. адреналинот. Не смее да застане, да стапне на нога. Добре. Трката се одвива со елиминација. Тргнуваат двајца по паралелна линија, негде 20 метра. Целта е што треба да ја избегне да стигне што поспоро од другиот, а не смее да газне со Без нога на притоа да земја, згази. да. Значи на кумплук возите строго. На кумплук, на Кој како со милува. дување, све целта е да он што повеќе седи исправен да и навијање. На таа трка ќе дојдат семејствата, ќе дојдат децата, младите да видат и да разберат дека стварно не е се во брзината. Ми затопаѓа паролата. Добро, каде ќе кажавме каде? Во просториите на клубот на Илинденска. Конкретно каде каде ќе се одвива трката? Каде? Пред, Да, пред пред- самиот пред- мотоклуб, пред просториите наши. Добро. Имаме еден простор. Конкретно кој што е- Илинденска е долга улица. од Илинденска Влада до- после Мак Петрол има BMW сервис, зад Значи на делот тука некаде во Карпошта. Да, позади. Позади сервисот. Сити Мол. Така. тука Убава сме. порака, мислам, дај Боже да не послужи времето. Само али добра порака до сите учесници собрајаха. Најважно е да ве послужи желбата и не само ова, туку уште долги години да бидете присутни со овој настан и со други настани и да ви се заблагодариме што денеска одвоивте време. Се надеваме дека ви Благодарим. помогнавме во Ви промоцијата благодарим. на ова, Благодариме на ќе кажеме гостопримството. уште еднаш, да, настан од општествена одговорност, бесплатен за учесниците, нема материјална позадина, едноставно се работи за едукација, И за порака. И за порака, Многу важно. едукацијата ја прават оние кои што се искусни. Ви благодариме. Благодариме вас на Да чекаме, вие Се сте надеваме учесници у дека- собрајка и на може и вие да учествувате. Се надеваме видите. дека ќе најдеме време. Желба имаме сигурно и дека ќе бидеме присутни. Благодариме уште еднаш. Имаме повеќе категории. Поздрав.